Атлетскиот клуб на Куманово и годинава постигна одлични резултати во екипна конкуренција на Купот на Македонија за сениори. Кумановските атлетичари завршија на високото трето место. Стручниот тим е задоволен од резултатот, нагласувајќи дека конкуренцијата годинава била исклучително тешка. Атлетичарите се избориле за овој резултат, иако биле оштетени бидејќи една од најдобрите атлетичарки и репрезентативка на Македонија, Матеја Ефремовска, завршила со повреда. Откако сум јас во атлетика, значи од 99-та, значи сениорскиот клуб сега се одржа баш на најконкурентно ниво и почнаа многу клубови да стануваат и поконкурентни на оној друг начин со доведување на атлетичари нели од други клубови, па дури од странство, што на пример не става така уште потешка ситуација да се избориме со сето тоа, бидејќи некои од нив се врвни, еве има значи сега најнови атлетичар што бил втор на светско младинско првенство, што еве закасня со регистрација со вадење уствари со пасош и регистрација за клуб, но наскоро на следниот настап ќе дебитира. По ова надпреварување, тројца атлетичари од Куманово изборија пласман во сениорската репрезентација и тие ќе учествуваат на Европскиот куп, кој ќе се одржи во Кипар. Матеја Ефремовска првиот ден настапила во 3 дисциплини: скок во височина, фрлање диски и штафета 4 по 100 метри, при што се закитила со 2 први и 1 второ место. Наредниот ден освоила второ место во фрлање диск, меѓутоа поради повреда била принудена да го прекине надпреварувањето, со што женската екипа заврши на третото место. Јас сум задоволна од овој пласман, бидејќи ние како атлетски клуб Куманово не сме многу бројна екипа, туку со мал број на атлетичари, но квалитетни, успеавме да се пласираме на вакво високо ниво. Во машка конкуренција атлетскиот клуб на Куманово го освои второто место. Емил Ефремовски повторно освои одлични резултати, пошто обезбеди учество во репрезентацијата во 2 дисциплини. Јас како еден од главните предводници на машката група во атлетскиот клуб Куманово ги трчав двете најтешки трки во атлетиката, 400 метри. Во најбрзата трка на историја на Македонија завршив трето место. Од вториот ден на сениорскиот куп на Македонија трчав 800 метри. Тука бевме тројца под 2 минути резултат, што е навистина за ова ниво и за Македонија е навистина на едно одлично ниво. Прво место во фрлање ѓуле освои Маријан Нојковски. Од тимот се надеваат на добри резултати и од младинскиот куп.